Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио. И денес вие сте со емисијата Шах со Љубиша Антоновски. А денес имам посебно задоволство да го имам најмалиот гостин до сега, најмладиот, роден 2012 година, 9 годишниот Никола Петровски. Иако има само 9 години, приказното со Никола Петровски трае веќе 4 години, кога за прв пат се појави во детскиот културен центар Карпош и кажа дека сакал да научи шах. И кога ние почнавме малку да работиме и да анализираме една партија, и тој ми вели, јас вака би играл. Ја покажувам некоја партија со велемајстори и така си оди играта, спокоен, концентриран, и последно време вика, јас сега малку тука не имаме некаква пауза или нешто, и ја ќе го покажам потезот и тој ми вели, јас вака би играл. А викам од ова дете, што ми тој вака би играл, ќе биде нешто. И тоа беше нашата прва средба, тогаш помина речиси 4 години, а во меѓувреме, нели, Никола настапи прво како 7 годишен на својата прво првенство на Македонија за јуниори до 8 години и веднаш го освои првото место. И не само тоа, туку истата година, како шампион на Македонија, нели ја представи нашата земја, Македонија, на Европското првенство во Братислава, тоа беше 2019 година, и на својот прв настап со своите врсници, а и со оние една година поголемите од него, значи имаше 50% резултат на Европското првенство и беше најуспешен чином заедно со Антон Златков, кој што е поголем од него и поискусен, но значи беа нашите двајцата најуспешни надпреварувачи, еден од двајцата, а би рекол затоа што играше и во поголема група, со една година повозрастни, и со оглед на тоа дека беше дебитантски настап, значи може да го оцениме како голем успех. И тоа беше добра стартна основа, позиција, за веднаш потоа до година, значи во истата категорија да го потврди шампионскиот наслов. И токму по одбраната на титулата, ние имавме едно мала средба, да речам така, му поставив неколку прашања на Никола Николовски на терасата на хотелот Рим, каде што се одржа турнирот. И ја предлагам тоа клипче мало да го искористиме за оваа емисија. А потоа ќе продолжиме со практично оваа година, затоа што веќе наполнивме 9 години и отидовме во повисока категорија до 10 години. Но и по повисоката категорија Никола повторно беше прв. Значи трократен шампион на Македонија. Разговарам со Никола Петровски, најмалиот шампион на Македонија за 2020 година, шампион до 8 годишна возраст. Никола Петровски е повтор пат шампион на Македонија, тој ја одбрани титулата. И првото прашање за него ќе биде дали беше потешко кога лани ја освои титулата или оваа година кога ја бранеше? Оваа година. Зашто беше потешко? Затоа што се сретнав со потешки противници. Кои беа тие потешки противници, Никола? Данил и Павел. Како беа тие партии? Можеш малку да не ги опишеш? Да. Првото беше борба за... Отворена борба беше? Отворена. Имаше жртви, имаше комбинации? Да, во првата имаше, ама во втората беше затворена. Дури во завршница, кој извадив кралица го победив. Ама не беше лесно, зашто имаше кралица против два крајни пешаци. И мораше да се покаже добра техника? Да. Значи тоа беа најтешките партии? Да. Во кое коло играше со нив? Во шесто и во четврто. Во четврто коло, да? И како беше чувството да се игра со маски, Никола? Дали ви пречеше на вас децата играњето со маски или не? Не е некојаш добро тоа. А некој не е. Да, не е. Затоа ставно искачаме надвор кога се противниците на потек. Добро, Никола, уште еднаш честитам за титулата и посакувам понатамошни вакви успеси. Бидеш шампион на Македонија. Благодарам. Еве сега, Никола, јас до душа знам, ама ќе прашам за нашите слушатели и гледачи, кој те научи тебе шах толку
толку добро му текнало да те научи шах така малечок да играш? Не, научи дедо, со дедо почнав со него да играм. И колку често игравте така? Тој ти попушташе ли на почеток? Ти играше со топ фора, со кралица фора или не? Или игравте со сите фигури исто како треба и што треба? Не знам, прво игравме нешто без врска шах, па после почнав малку со реалниот шах, почнав да плачам кој изгубив првиот пат. Одма плачеше кој изгуби првиот пат? Да, Ама тоа значи дека си амбициозна, си сакал да го тепаш после, да научиш и да го победиш. Ама ти затоа ли дојде у пионерскиот дом, во детскиот културен центар за да го тепаш дедо ти, да научиш да можеш да го победуваш него, да не плачеш или вистински да научиш шах? вистински да научам шах, сакам после да учам шах од тој момент. И се како ти изгледа тебе вака шахов после 3-4 години, 4 години учење, као многу тешка игра, тешка за учење или? Па, треба учење. Не е лесна играта, комплицирана, ама е многу интересна, предпоставувам, нели? И добро, денеска како е сега односот во твоето семејство? Таму и знае и дедо ти да игра шах, и татко ти игра добро шах, и вујко ти игра добро шах. Се како се справуваш ти со нив? Па, не знам, последно време не сум играл многу со нив, играв околу, не знам, еден месец играв со дедо ми, по еден месец. Сега дедо ти го откажа ли веќе да не игра со тебе, зашто е слаб за тебе, или уште те предизвикува? Па, не знам, он не ме предизвикува никош, јас го предизвикам некош, он не знам како ќе дојде сега случајот. А како е сега резултатот сега? Па, повеќе го имам победено. Повеќе ги имаш победено. Добро, значи ти сега се стана потретпат шампион на Македонија, ама сега брзо имаше многу интересен турнир, имено во Струга, од 8 до 12 овој месец се одржа веќе традиционалниот турнир, кој што мојот драг пријател и колега Ѓоко Котески е, мислам, главниот организатор. Нему му служи на чест, се разбира, и затоа што води шаховска школа во Струга, значи многу придонесува за развојот на шахот во тоа наше многу езерско градче, да кажам така, каде што, значи, ете, не само што има добра шаховска школа, добро посетена, но и како организатор, значи, на еден престижен меѓународен турнир, кој што оваа година се одржа во 3 категории, А, Б и С турнир, така беа крстени, каде што најголемите до 18 години играа еден турнир, па во втората група играат деца до 14 години, а третата група, С групата, беше за деца до 10 години. И во тие 4-5 дена се одиграа, значи, секој својот турнир, во својата категорија 7 партии. Турнирот беше одлично организиран, значи во хотелот Дрим, просторно, убаво, наистина. Честитки за организаторот. Значи, веќе тој турнир има традиција, веќе неколку години, и мислам дека имаат амбиции да биде уште поголем и имаат секоја поддршка во тој дел. Јас наистина им честитам. И меѓутоа сега да зборуваме малку за Никола, кој што настапи не во својата категорија до 10 години, туку во поголемата до колку години? До 12-14. До 14 години. Ти се надпреваруваше со противници до 14 години и колку поени освои Никола ти таму? Па освоив 6 од 7, една изгубив од најакиот. Од првиот изгуби од Ѓорг Фармаковски, но Ѓорг Фармаковски е повозрасен од тебе, тој е искусен, силен и имаше 100% резултат. А ти, освен тој пораз, затоа ги доби сите останати 6 партии и беше сам втор, и не само тоа, туку и најуспешен до колку години? До 14 и до 12. До 12 години, затоа што и оние кои што имаат до 12 години беа во таа група, не може да бидат во таа до 10. Па да, кога бев до 12. И како ти беше тебе турнирот? Како се чувствуваше ти? Тој е меѓународен турнир, таму имаше и деца од Албанија, имаше турнир кој што, значи, на тој најмалиот имаше представници од Русија, на овој твојот турнир имаше од Албанија, од Косово, и мислам толку дека, и од Македонија, да, но игра и момчиња и девојчиња, игра шампионки на Македонија во одредени категории. Ти се сретна практично со најсилните, затоа што освои, речиси 100 рейтинг поени, 97 поени рейтинг.
Значи практично имаше шанса да освоиш и рейтинг, да се покаже твојата сила, затоа што на првенството на Македонија само два тројца има рейтингувани играчи и практично не можеше таму во тој да напредуваш, а овдека можеше. Кажи ни нешто за турнирот. Езерска кралица. Па да, ги играв, победив 6 од 7. И пустоа предпоследната партија малку гром ме фати. Не знам зошто. Некоја причина имав преку ноќта, уште од 4 навечер, не знам 4, околу 3-4, ме фати грото. Ама утредента сепак седна и со кого играше ти предпоследното коло? Предпоследното коло играв Со Моника, може би? Да, мислам беше со Жежовска Моника. Со Жежовска Моника, таа беше многу важна партија. Таа е шампионка на Македонија до 14 години. Ама партијата беше многу интересна, нели? И успешно заврши за тебе. Можеме таа партија потоа да ја видиме и на шаховската табла. Значи да ја проанализираме, односно ти да не ја покажеш за нашата публика, почитувана, која што го сака шахот. Која друга беше? А последната партија? Што се случуваше? Кој доби? Ти имаше сега 5 од 6 и сега во седмото последно коло, секогаш последното коло многу важно, така? Кој ти беше противник? Некој Аладин. Штавица или Шавица, така нешто мислам дека му беше презимето. И ти со бели фигури, а тој има рейтинг 300 поени повеќе од тебе и е поголем едно 3 години од тебе. Имаше и 1 И 370. Да, 1 И како беше таа партија? Па, доволно ми интересна завршница, кај што беше па, мислам, топ против ловец, додавав топот за лошот и од пешачката се пиша кој ќе бе добиен. Ќе ја покажеш ли таа партија? Па да. Добро. И сега дома, освен што одиш во каде одиш да учиш, во Пионерски дом Карпош, овој во Пионерски дом, така се каже порано, Свети детски културен центар Карпош. Нели? Таму 2 пати неделно, потоа наставникот Јовица Николовски, Да. во училиштето он ги организира шаховска секција исто така, што ја посетуваш, кој што исто така е многу заслужен за твојот шаховски раст, да го поздравиме и него, нели? Така е. Овие моите колеги од Детски културен центар да ти кажа да ги поздравиш и нив. Да. Да. Да ги поздравим сите колеги од детски културен центар. Карпош. Добро. И учиш дома шах исто така. Да. Редовно учиш, нели? Оти ако не учиш редовно, тешко се напредува. Побавно, не се напредува, но Да. побавно. Као, гледам нешто околу 3 сати, така. Така? Добро. Значи си цело време или играш шах, или нешто работиш шах, или размислуваш за шах, така? Да. Добро. Значи овие два турнири завршија, рече си оваа година повеќе може да нема активности со оваа ковидов кризата и штета е навистина што Никола имаше само едно европско првенство затоа што ова ковид кризата ги оневозможи тие првенства и оваа година и минатата година, а сигурен сум дека добро ќе ме представеше. Минатата година ќе играше повтор па до 8 години, но што е тука е одиме напред, годината е пред него. Значи јас да му се заблагодарам на Никола, што ни беше гости, најмлад досега по нашата емисија, и да отидеме малку на демонстрацијната табла, каде што тој се чувствува и посигурно и не сака да ни покаже нешто. Да. Некој партија сега. Сега ќе го отвориме лаптопот и ќе видиме 2 партии со коментар на Никола Петровски. Ке видиме првата моја со Жежовска Моника, играв со црни конјав 6, 4, G6, конј C3, лев G7, 4, G6. Го напаѓа центарот, као. Тоа е... Да. Да. Конј F3, на рокада, овец E2,
E5. Ако не знаете што ќе се случи на E5, мислам, D5. D5 и се, например, дама D8, топ D8 и, например, нели, конја 5. И сега го има ова, конја 4, ако земе, ти си ова. Да? Да, у подобра позиција се црни. И сега, например, ако он сега тука земе, и на ова, како, например, И нешто на конја 4, значи што? например, ако го игра, Ако го бега конја, виси на 4. да, Не може без да го бега. ако игра конја 7, че на конја 7, сега кога сака да земе пијунче. Како сака да се... Да. Тоа не могу што. А може? Ја тука би играл топ P8 и, например, ако сега конј D5 е тука сигурно не ти. Океј, топ P8. Чекај сега, ќе го скопираме затоа што ќе загнати. Да. Гледај се. Сакаш некоја да го дојдеш, треба да пазиш тука и да ја влечеш тогаш. Ова е за назад, со овие две се тука како да ти покажува, а овие ќе ти се направи. Значи, доволно беше тоа што го кажа, не оди во длабоки варијанти, подобро ти е после кај што го имаш оне што сме го напишале тука конја 2, дама 2, F4, од G5, тука е поинтересно отколку сега да ти ги учиш теоријако на D5, D5. Значи вака, после E5, Зборуваш погласно и погласно ќе зборуваш и побавно ќе зборуваш. Значи ќе зборуваш побавно, затоа што кога ти збориш многу брзо и ова, тоа треба да те чујат таму. Луѓе треба да те чујат и треба да те чујат и полека, затоа што таму оваа емисија е повеќе за оние што имаат проблеми со очите или што не гледаат со слепи и нив, за да можат они во главата да го основниот потек тука, На ракада. Сега играм тука конј C6, нормално сакам борба за центарот, го напаќам пионот на D4. D5, конја 7, го враќам конјот. И сега на B4, конј H5. Да. Што ме блокира центарот, сега акцијата каде е? Акцијата сега ќе се води на кривата. Белиот играше сега на дамско крило, значи она играше на дамско крило, ја играв на кралско крило. Значи така, заради шаци. Да. 3, конја 5. Сакам да го носам конјот на F4. Да му го разменам овој ловец. F5. И сега на конј 1, конј F4, конј D3. Сега требаше да го земам овој. И кога ќе земе, сега F5. А ти што одигра? Ти одигра? F5. F5. Затоа што сега не може Да. после Да. значи F5 е земеш на F Да, сега кога треба го земам овој, кога ќе земе, значи дама земе и сега, што беше важно и сега, например, ако е што K4, земам G5, сакам конј G6 и дама F6, и да го префрлиме некако овде како игра и топ и се, значи да го нападнеме на кралско крило. значи затоа што тој белополниот ловец Ева, например, не знам нешто чека ловец B2, конј G6,
Например, еве ти идеш со А5, така да се проведе, а може би по-добре потез ти е F5. C5. И сега ја го играм дама F6. Или прво H5 и D4. И сега, например, он игра некој D4. Чекай, не ова, туку игра... Например, еве ти G5. Например. Да. И сега G4. Сега ставам сакам. Сакаш G3? Да. Зашто како затвори се затвори, Сакам G3 дама H4. а не G4 H4. И таму црниот има решавање. No dobro, тебе ти беше оправа и Да. да. Па, не знам, ова ми е као ред пат ќе да играм кралско индиска на турнир. Да. Да. Добре. Чекай. После F5. И сега ја T6. Па мислам, само го сакам нешто како да го поткапам центарот, иако ова е трет најдобар потез. И сега ова требаше пак, зашто сега ми е плюс тоа, на овој 3, он е изиграл овој C3, пак требаше да го земам, кога ќе земе. А сега ова ми е F4 место темпо. Да. И, например, овој G5. Да. Тоа беше правилно. Да. Ама добро, тоа е тешка комплицирана со сите. Но сепак твојата игра е сосема во ред. Она сега нечо јако ги играв. А ја играв. Ти си играл овој? Да, ја играв овој C7. И сега она требаше да игра. Она играла топ 7. Да, Тука требаше да земе. и по F4. И кога ќе земам, овој C4 онај Ловец D4. овој D4 е подобра позиција. Има подобра позиција затоа што се задолемо. Има позиција затоа што се Да. замен G7, затоа го D4, а B5 го загуби. Само ако смениш, што дама ќе зема и тука има подобра позиција како и E5 нешто Z5. Така не. Да. Добро. Меѓутоа, белата помина по својата шанса. И она изигра Ловец D7, топ C. топ 1. И те играв како А5, уште тука да ја поткопам нешто сакав. Да, купиш и да отвориш. Нормално на B5 ќе играв C4, C5 и сега више го нема ова, заради зашто го блокирам ова тука поле. Зашто сега ова тука го блокира полето D4. Не само тоа, туку ќе црниот замислува акција на Да. Така ли? Да. Добро. А5. А3. Она е сакаше да задржи и А3. И сега ја по грешка требаше да земам ловецот, зашто нели ова За да има понатаму по F4. да зема со дама, ова, например, игра нешто. И тука да, А5 ти зема погрешна фигура, зема со ловец, не со кралец. Да, и сега F4 конечно. Ловец F2. И сега ова ми беше конечно идејата е OD7, тоа ми беше целата идеја на OD7. На OD7 идејата ми беше да го префрам конјот на C8, за да можам дамата да ја донесам и топот и похалија да мат. Да. C5 и до дама G5 не знам тука крал H1. Да, ловец H3 сега сакам, крал H1, топ F6,
Дама 1, сега сигурно сака е LH4, Да, да те вземе. дама H5, А тебе и онака те беше дамата на хаос. да, дама ми помогна може би, дама е E2, G5, H3, професионална грешка е H3. И на H3 направи дел О, LH3. Да. А ти веќе беше спремен Да. Но Сега, мислам тука нещо како гледав крал G1. И на... Па не знам, да вземам тука. Тука. Чекай вака нещо. Сега може топ H6. И например нещо гледав LH5. LH4. GH4. GH3. Топ G6. Малко по-добре. Не, треба да може би дама Вака. може би дама крал дама G3, G3. Вако. Да. Да, и сега може да го одигра на начинот, ева го. И се треба, зашто нормално, например, Значи таа взема G4 и дама H3. например, LH4, топ, не пием, топ H4. Единствена одбрана е сега ова. Дама. Тоа ти е изгубена. Сот, ало лудин. Да. Не знам, нешто така вака нешто ми правеше. Као вака вратите која ги добија на е. Да, ова партија веб со бели. E4. E5. Сега не игравме баш boring chess. Конј F3. Конј C6. Повеќе 4 и сега конј F6. Нормално, сега некои системи тука пуштаат со конј G5, ама не ќе дека ми е последна партија. Зашто нели конј G5 и сега на варијантата ќе оди D5, E5, конј F5, шахче, тука. И сега нели зима, делац. На кој поле сакаш да дадеш продавец? На А4. На 4. Да. Друга игра ти не си сакал да играш. Така Ти не си играш што? Наместо тоа. Во Джоко. Пијано. Джоко. Рокада. Чекај се, скока. Да. C3. Рокада. D5. Да. Да, главната ти варијанта. E5. Да. Конј D5. Топ E1. Ловец G4. E5 и сега вака најдобро се брани. Сега тука требаше да играм, мислам... Да. Конј BD2. Конј F6 и сега тука треба B4. 3. 6. 4. А6. Дамата. На B3, ама тука гледав нешто како варијанта со LH3. Прво сум одиграл H3, LH5 и сега конј е 4-3. Сега он менува. И сега требаше за пешак место со топ. Да. Дама D1, ама ја не ми се сиеше нешто во F3 тука слаба свака. А иначе вака требаше. Да. Да.
Alright. H3. Значи, 4. Вземам и сега я вземам с топ. И сега он крал H8, сега сака F5. Я B4. Тука му трябва мислам F5. Но он изигра и B6. Ти го бегаш? Он е... Да. И сега тука ми изигра 5. Значи сега LG6. LG6 и сега я трябваше да го изиграм. B6. сега конят си го бегаш. Конят на A5. Я вземах на E5. Сега си Да. конят за Пилно взема на C4. Вицинали на F2. чекай на DC4 Да, дама F6. Да. Да. Дама F3. Пак нека. Да. И сега мислам дама D6. Трябваше мисля на по-здраво место. Не баш на D6, защото на D6 сега мисля би си гледал F4. Темпо. Дама D8. Дама B7. Си взема в една пешачка. Сега имаш? 2. Сега он игра F6. Му печеше той кой Да. Топа D1. той това Темпо. Напад на кралица. Дама е 8 и сега тук се мисля да има някой открен напад с конята, но единствено ще го найдов е конь D7. И вместо да игра тук дама C8, ще е най-логична варианта, защо му виси. Сега ми сака да разминам дами и топ да вземе. А он ми игра дама F7. Дама F7. Я му взимам на F8, нормално, що друго. Топ F8. Дама D5. Защо не ли му висля, що е на 4? И не само това, Ловец H5 темпо. Му сменувам дамата, ловец взема. дама D5, ловец H5, дама взема на F7, Ловец взема на F7. и ти, топ F7, Топ F7. напад на Ловец E4. ловец C5. Не, ловец взема на B5. Топ D8. Игра G6. Топ взема на F8. Ловец F8. Топ D8. Крал G7 и сега ловец D6. Това е крал C7. Топ D4. Да, нищо като C4 по-нигра. или топ D4. Топ D4. Сега почна вкара да лъдам с кралът. Ето кралът. Да кажем малко за нещо. Да. Кралът Значи това топ E4, ловец C6, крал F1, крал D5, F3, F5, крал E2, A5. И сега на A5 знаеш какво трябва да правим, защото ще го видя в мозъка от сега топ D4 и например на крал C5, A4. А4 И сега ќе биде као крал D3, крал C2 и крал B3 там помогне на пешакот. това е една можност, Да. zato što je krala Dukića, može inače krala 3, H4 и да влезеш под црни по линията. Крал E6, Това е он играше крал S6, добро. A4, G5, G3, тука H4, H5 и H4. Сега H5. На черно, H5, G4, H4, G4, вземам на G4, FG4, FG4, крал E3, крал E5, ловец E4, топ C4, мислам, крал D5 и сега видях дека пешачката ми е добиена и ова. Да. 6, крал D4, крал D6, C4, крал C6, C5, крал
7, крал де крал Д7, С6, крал Е7, крал С5, крал Е6. И сега неќе баш зашто знаев дека сега ако играм Е7, сакаш да ме зезда тука на С7, да ми игра крал Д7 и например ако одам да го бранам, ќе ми игра ова. Побавно да добиеш Да. поена за да земеш код. Да. Затоа ја прво ја играв крал, знаев дека тоа го сака. Крал е 5 од промотијата. Крал е 4, сака нешто пату крај да ми извади. Крал е 3, дама е 5, крал е 2, крал е 5, крал е 2, крал е 4, крал е 3, 1, крал е 3, и ова е матовици. И тука да, сега веќе се предаде. Зашто, например, крал е 1 и дама е 1. Мац. Да. Тоа беше целата партија. Тоа би било се, почитувани, вие бевте со емисијата Шах со Љубо Шандровски, ние денеска гледавме Никола Петровски, трократниот шампион на Македонија, до 8 години, оваа година до 10 години, да прикажеме дел од неговото шаховско творештво, иако е се уште толку млад и се уште неговата шаховска кариера предстои, е пред него. Значи видовме дека и на оваа возраст игра навистина одлично и му посакуваме брз шаховски развој. Очекуваме дека за неколку години он ќе се приклучи на оваа сјајна млада генерација на шаховскиот клуб Гамбит Асеко Сеер. Имено токму и оваа година дојде до смена на генерации, да речеме, оваа млада генерација која што е изворедна, но се разбира дека има и други момчиња кои што играат добро, Леонид Петровски, Кален Андреј, тука е Крстено и верувам потоа нели од твојата генерација Павел Крстевски. Значи очекуваме дека брзо ќе напредуваат, дека ќе се придружат на овие млади момчиња кои што многу ветуваат и дека за некоја година навистина нема многу што да се грижиме за македонскиот шах, дека македонскиот шах навистина очекува многу подобри денови и многу посилни млади шахисти. Тоа би било се, уште еднаш искрено ве поздравувам, бидете со нас, вие гледате емисијата Шах со Љубо Шандровски.